Рио де Жанеиро, Бразил. На 12. јуни почнува настанот што љубителите на фудбалот го чекаат 4 години. Мундијалот 2014. Шампионскиот надпревар ќе биде на 13. јули. Обожувателите не само што ќе ги бодрат своите национални селекции, туку и ќе се облажуваат. Но ова не е само во фудбалот. Облажување има и во крикетот, тенисот, спортовите со возила, надпревари од секаков вид. Новообјавен извештај од Меѓународниот центар за безбедност во спортот во Катар и Сорбона во Париз ја квантифицира глобалната коцкарска активност. Ова е директорот на спортскиот интегритет Крис Итон. Ако се земи легалниот пазар за коцкање, недоволно регулираната сива зона и целосно легалниот пазар заедно се работи за околу $1 трилион за коцкање во спортот денеска. Аналитичарите велат дека $1 милиарда биле обложени во светот само за еден меч во 2010-та, над преварот за титулата на светското првенство. Новиот извештај вели дека спортското обложување се користи насекаде во светот од синдикати на организираниот криминал за перење на околу $140 милиарди годишно. Преку интернет се одвива 30% од целата активност. На Азија отпаѓа 53% од вкупното илегално обложување. Илегалното коцкање е навлезено и на Wall Street како начин за менаџирање на ризикот. Еве што вели аналитичарот за коцкање Ричард Боргези. Илегалните обложувалници ги собираат влоговите. Ако завршат во негативна позиција на една или друга страна, тие ќе го амортизираат ризикот со обложување на спортските тимови во легализиран обложувачки пазар. Истражувањето посочува дека индустријата со спортско обложување треба да изгради меѓународни системи за одговорност и отчет, слично на оние воведени последните децении во глобалните финансиски пазари. Повторно, Крис Итон. Има потреба од некој вид на кооперативен модел што ќе оперира во делот на коцкањето и во делот на обложувањето во меѓународните спортови, со цел да се има моментален увид за тоа кој со кого има трансакција и каква, за да се овозможи брзо идентификување на аномалии. Во спортот има победници и губитници, но независно од резултатот на играта, секогаш се пари во прашање, и тоа големи пари, кои одат во нечи џеп.